Во името на Отца и Сина и Светиот Дух. Амин. Возлюбени во Христа Бога, браќи и сестри, денеска сите ние се собравме околу Христа Господа, за да го прославиме Неговиот безпрекорен угодник Николај од градот Мир во областа Ликија, Мала Азија. Човекот кој што успеа целосно да го реализира социјалниот програм, запишан на страниците од Светото Писмо. Освен тој програм за социјално дејствување во светот, Светата Црква Божја нема и не сака да има друг. Зашто тој програм е Божи програм. На страниците од Светото Писмо секој збор е Божи збор, секоја мисла Божја мисла. Мисла на Бога за човекот и за светот. И токму затоа Свети Николај Мирликијски чудотворец е највозлюбен во христијанскиот свет од сите светители. Макар да е тешко светителите да ги рангирате или да ги распределувате според некакво значење, бидејќи светоста е светост, квалитет што ни доаѓа од Бога, и со тој квалитет Божи ја напојуваме нашата човечка природа, ја храниме со тој квалитет и ја преобразуваме, имајќи го Бога за своја мера во живот. И Свети Николај во таа смисла успеа да ги возлюби сите луѓе по мерата на Богочовекот Христос, но особено ги возлюби луѓето кои што ние по-човечки ги рангираме во некакви ниски социјални категории. А тоа се сиромашните, страдалните. Тамо би влегле сирачињата, вдовиците. Сите луѓе кои што страдаат, а нема човек кој што не страда. Че сите страдални луѓе се луѓето преполни со рани, луѓе што крварат. А Свети Николај Мирликијски им ги целиваше токму тие рани на браќата и сестрите во Христа Господа. Свети Николај Мирликијски во таа смисла е заштитник и на оние што патуваат денеска со сите можни превозни средства, но особено морнарите и оние што пловат вдолж и попреку непрегледните морски и океански површини. Денеска бродовите не пловат. Тие се вкотвени на едно место за да го прослават својот покровител пред Бог. Такво големо светило со бескрајно смирение славиме денес. Но тој остварувањето на социјалниот програм не го започна со другите, туку тргнувајќи од себе самиот, како син на богати родители, што неговите родители се упокоиле, сиот нивни огромен имот им го раздал на сиромашни. А потоа, живејќи
во безпрекорно исповедање на верата на светите апостоли, учествувал и на првиот Вселенски собор во Никеја, на кој што заедно со свети Спиридон ја бранеле верата на најсветите во црквата, верата на апостолите и нивните наследници. Ниту свети Николај, ниту свети Спиридон поминале низ високи теолошки школи. Тие се представници на простите, едноставни членови на Светата Црква Божја по прашањето на образованието на личноста на христијан. Но тие по силата на својата вера и по силата на љубовта своја ја препознавале вистината и ја разликувале вистината од лагата, тоа што за жал не му поаѓало од рака на најобразованиот, но за жал еретик Арий, пандан на образованието на еретикот Арий во Светата Црква е свети Атанаси Велики и неговото фундаментално образование, сестрано и сеопфатно образование, поради што свети Атанаси го сметаме за најобразованиот човек на 4. век. И токму тие представници, двајца представници на два типа образование се сочелија во Никеја со тоа што свети Атанасија имаше поддршката на најсветите пастири на црквата, а еден од нив беше денеславиот свети Николај Миритиски, кој што не можејќи да ги истрпи лагите на Арий, но без можност да му се противстави со употреба на една соодветна технологија на зборот, свети Николај пред сите му залепил шамар заради безсрамното фалсификување на вистина. Таквиот гест на свети Николај бил погрешно разбран од светите отци, учесници на Првиот Вселенски собор и исклучен од заедницата на верни. Но по лично застапништво на Богородица Мајка, свети Николај бил оправдан и била дознаена вистинската причина за таквата негова реакција. Поради што во неговиот тропар, што денеска го пеевме, за свети Николај пееме дека е правило на верата и икона на кротост, а не на гордост, на себичност, на суетата, на високото мислење за себе. Туку тој стана поим за смирен човек, имајќи го за своја мера, реков, Богочовекот Христос. Та и ние, браќа и сестри, да се угледаме на ова големо светило, од нас сите, највозлюбено, такој меѓу светите во струга и струшко е пославен од свети Николај. Никој се разни. Дали има повеќе луѓе што го носат името на свети Николај со името на некој друг свети? Нема, се разбира. Свети Николај останува пример за сите нас. Господа ни даде сила да не ослободи од колебливоста на грешната природа на човекот, за да го следиме овој прекрасен пример, да сме му се поблиски нему и приближувајќи му се на свети Николај, да му се приближиме
на самиот животодавец и спасител наш, распнатиот и воскреснатиот Христос, Бог наш. Амин. За многу години.